Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Централен дневник во 19. Вечер да гледаме. Премиерот апелира членовите на Судскиот совет да си поднесат оставки, во спротивно предвидува протести. Уставниот суд подготви список на експерти за подготвителната седница за законот за јазиците. Бугарија го смени приоритетот. Нема модернизација на пругата од коридорот 8. Николовски, јасно е која блокира изградбата на железничката линија. Стотина случаи на заболени од шуга регистрирани само од Нова година досега. Тензиите растат пред утрешниот масовен протест во Белград. Пред одлуката на Уставниот суд за политичките калкулации, можни ли се нови кризи за Судскиот совет и реформите, меѓународната позиција на Македонија, дали само интересите на ДУИ се вистински интереси за албанците? Во тема на денот анализа со Лизим Фаризи. Добро вечер, останете овде, почнуваме веднаш. Асмир Јаховски, собственикот на Пуцко Петрол, од домашен притвор е спроведен во притворот во Шутка. Кривичниот совет му го замени домашниот со ефективен притвор од 30 дена по жалба на обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција против решението на судијата на претходна постапка. Кривичниот совет му определил ефективен притвор на Јаховски поради опасност од бегство и влијание врз сведоци. Покрај Јаховски, во притвор во Шутка се и бизнисменот Радко Капушевски и уште двајца осомничени во аферата Мазут. На осумина се одземени пасошите, а екс-директорот на ЕСМ Васко Ковачевски, осомничени во овој предмет, е во бегство. Премиерот Христијан Мицкоски ги повика членовите на Судскиот совет, на кој парламентот им изгласа недоверба, да ја напуштат работата на ова тело. Спротивно најавува протести. Предвидува дека народот ќе се самоорганизирал за да побара од нив да се повлечат од Советот. Катерина Нешкова ги има последните детали. Тераат и наети со тоа ќе го предизвикаат народот, бидејќи тој е желен за правда. Ова е коментарот на премиерот Мицкоски дека тој би застанал во прв ред на евентуални протести против членовите на Судскиот совет кои не поднесуваат оставка и покрај изгласаните интерпелации од парламентот. Тој понатаму тврди дека мал дел од судиите и обвинителите се уште се последниот браник на владата на СДСМ и ДУИ и дека меѓу нив се и овие 5 члена на Судски. Кога тие кои што претходно ви ја дале довербата ви гласаат интерпелација, односно ви гласаат недоверба, доблесно, честно е да не правите трикови, да не барате дупки во законите, да си заминете. Се плашам дека може да им се случи народ, да се самоорганизира и да протестира затоа што народот е желен за правда. Ние излеговме на избори, освоивме пола милион гласови. Нас не беше важно и многу важен дел од нашата кампања и програма беше правдата. Правда за сите. Не само за поединци, туку правда за сите. И во име на тоа имам чувство дека доколку дојде до оваква ескалација и излезе народ да протестира, дека тој може да биде многуброен и нормално поддржан лично од мене. Мицкоски смета дека ваквите најави за можни протести се само предупредување за последиците од однесувањето на членовите на Судскиот совет, а не се обид за притисок на извршната врз судската власт. Во меѓувреме, Уставниот суд веќе втор ден предупредува дека не се можни интерпелации на уставните суди, како што најавија интегративците по гласањето за недоверба на членовите на Судски. Оттаму велат дека интерпелацијата го опфаќа делот на поделба на власта, а тие не се дел од оваа поделба. Кристално е јасно на секој правник од прва година студент му е јасно дека Уставниот суд представува четврта власт и не подлежи на начелото на поделба на власта. Инструментот интерпелација во никој случај не може да биде употребен за Уставниот суд и уставните суди. Ние сме контролори на таа власт, на сите три власти, законодавната, извршната, судската. Тоа би бил распад на уставниот поредок, објаснуваат од Уставниот суд. На прашањето дали собранието би понело одговорност доколку сепак биде отворена постапка за гласање на недоверба на уставен судија, оттаму велат дека секој е должен да го почитува уставот, па и собранието. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Уставниот суд на 20 март ќе одржи подготвителната седница за законот за јазиците. Политичките тензии повторно се враќаат. Ивана Соколовиќ најдова.
Домашни и странски експерти следната недела ќе дадат своje мислење за оспорената уставност на Законот за јазиците пред Уставниот суд. На подготвителната седница закажана за 20 март, Венецијанската комисија преку потпредседателот Мартин Кујер ќе образложи пријателско мислење, а во Скопје доаѓа и Артур Скучс, судија од Европскиот суд за човекови права, со осврт за малцинските права во слични случаи. Досега е потврдено и присуството на 13 македонски професори, правници, актуелни и поранешни судии кои ќе дадат својата експертиза. Председателот на Уставен вели дека не сакаат да ги разобедуваат политичарите, туку да им укажат на граѓаните за манипулациите кои се прават. Не им се обраќам на политичарите, не ги разобедувам. Ако веќе сум кажал дека има примитивна политичка култура и злоупотребуваат сензитивни прашања за политички поени, нивните манипулации ќе продолжат. Но ако успееме да ги убедиме граѓаните да не бидат манипулирани, тоа е успех. Нема да правам компромиси со правото, вели Костадиновски. Во пресрет на подготвителната седница, дуи кои со поставување шатори пред Уставен го бранеа законот минатата година, сега повторно најавуваат тензија ако биде донесена било каква одлука. Секој обид за оспорување на законот за употреба на јазиците е обид за оспорување на Охридскиот договор и уставниот поредок на Македонија. И му патуваме апел на сите државни институции и меѓународни фактори да не дозволат земјата да се лизне во патот на ревизионизмот, кој може да доведе до длабока политичка и институционална криза со непредвидливи последици. Дуи со сите демократски средства ќе го брани законот за употреба на јазиците и нема да дозволи враќање назад. Костадиновски пак вели, шаторите не поколебаа да одлучуваме. Им порача на Дуи дека ова се тешки зборови за манипулација. Заканите од Мала Речица ги нарече политичко дивјаштво, ширење лаги и невистини. Што треба ние да направиме со таа иницијатива? Да ја земеме, да ја искинеме или да ја чуваме до 2030, 2040 или 2050 година? Што треба да направиме кога имаме јасно определени надлежности и должности? Ние сме должни да одговориме на прашањето. Ова е брутално, ова е политички примитивизам и политичко дивјаштво. Ова се лаги и невистини, рече председателот на Уставен. Поради поголема безбедност, уставните судии го известили и МВР дека во Скопје пристигнуваат високи гости за седница и бројни експерти. На 20 се очекува да бидат присутни и судиите албанци кои ја бойкотираа претходната седница на Уставен, кога се носеше одлуката за добивање став од Венецијанската комисија. Оспорени се 6 одредби од законот преку 12 иницијативи. Според очекувањето на Костадиновски, конечната одлука ќе биде донесена во мај или јуни. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Бугарија ги смени приоритетите. Пругата кон Скопје во втор план. ССМ доби подршка од европските синдикални организации. Одлуката на Софија да го одложи стартот на модернизацијата на пругата од бугарска страна за вице-премиерот Александар Николовски е доказ дека Бугарија е таа што ја блокира изградбата на коридорот 8. Најавува дека и покрај тоа Македонија ќе продолжи со реализација на својот дел од врските. Наташа Мерсовска. Македонија не се откажува од коридор 8, иако вчера Бугарија го стопираше проектот и парите ги пренамени за пруга од Софија до Бургас. Со писма до Европската делегација, Европската транспортна заедница и двете банки, ЕИП и ЕБРД, кои ни дадоа кредит од 350 милиони евра, владата ќе бара проектот за железничко поврзување на двете земји да продолжи. Министерот за транспорт пренамената на парите ги оцени како политичка пропаганда против македонската влада. Испраќаат политичка порака во однос на нивната посветеност, односно непосветеност на изградбата на железничкиот коридор 8. И исто така, паѓа во вода целата пропаганда која што беше водена во изминативе 7 месеци против владата, првенствено против премиерот Мицкоски и против мене, дека имаме нешто против Бугарија, дека не сакаме да се поврзуваме, дека сме биле некаква сиоска Атина Белград и слични глупости кои што беа дел од пропагандата. Но на крај, како велиме, вистината е најлесна, вистината излезе. На владина седница Бугарија одлучи 500 милиони евра за модернизација на железничката линија од Софија, Перник, Радомир, која води до граничниот премин со Македонија, да ги пренамени пред се поради доцнењена подготовка на проектите и немање финансиски средства. Ако се стопира проектот, Македонија ќе треба да плаќа пенали, односно резервации кај двете банки. А во овој случај не би се користеле не заради нас, туку заради вина на соседната држава и мора да го заштитиме и финансискиот интерес на држава.
Железничката линија Софија-Перник-Радомир-Ѓоешево е во вкупна должина од 139 километри. Бугарија имаше обврска да изгради 2,5 километри пруга од Ѓоешево до граница и дел од тунелот на граничниот премир, но работите тапкаат во место со години. За разлика од нив, Македонија во јануари ја пушти во потреба првата делница Куманово-Белјаковце, долга 31 километар, а во моментов се работи на втората делница од Белјаковце до Крива Паланка, во должина од 34 километри. Дали железнички некојаш ќе се поврзат овие две земји? Премиерот вели дека за танго се потребни двајца. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Новата минимална плата треба да биде утврдена до крајот на месецот. Синдикатот денеска доби подршка од Европската конфедерација на синдикати. Мартин Арсов. Битката за повисока минимална плата во Македонија е легитимна и праведна, рече Теа Јарц од Европската конфедерација на синдикати. Ова е најголемата синдикална организација во Европа со 45 милиони членови и Јарц најави дека ќе ја информира Европската комисија за политичките притисоци врз ССМ. Тоа според неа ќе се одрази на извештајот за напредокот на Македонија. Да се биде синдикалец е човеково право и право на работниците. Никој не сме да биде напаѓан поради тоа. Особено во земјите во процесот на проширување кои што преговараат за да се зачленат во Европската унија, тие мора да дадат одговор на тие прашања. Ние сме во контакт со Европската комисија која што секоја година објавува извештај за напредокот и во тој извештај за напредокот ние ја известуваме Европската комисија за тоа каква е состојбата со социјалниот диалог. Ако социјалниот диалог не се потчитува во тие земји, ние тоа го пријавуваме до Европската комисија и тоа ќе биде отсликано во извештајот на напредокот. А од тој извештај зависи дали како ќе напредува земјата кон ЕУ и кои финансии ќе ги добие за поддршка за реформите. Премиерот пак е настав дека треба да се чујат сите страни, па потоа да се носи заклучок. Би било незрело да само врз основа на едностранна информација носат заклучоци. Во принцип, јас би ги советувал да ги слушнат сите страни, аргументите на сите страни и тогаш да зборуваме за заклучоците. Но доколку е едностранна информацијата, јас сигурен сум дека високите представници на Европската комисија ќе сакат да слушнат и втората страна, тогаш дебатата и заклучоците би биле поинакви. Ова следи по состанокот на ССМ со ЕКС и повеќе синдикати од регионот. Сите изразија поддршка за зголемување на минималецот. Минималната плата, за жал, во Македонија, според информациите кои ги добивме на денешниот состанок, е навистина ниска. 365 евра изнесува денеска, со евентуалното само законско усогласување би се издигнала на 395 евра, што би била повторно најниска во целиот регион, што се плашиме како ССМ дека ќе доведе до и текако забрзано иселување на квалификуваните работници. ССМ бара најниската плата да биде 30.000 денари. Предложија покрај законското усогласување од околу 2.000 денари, да има зголемување за дополнителни 6.000, за кои придонесите ќе ги плати државата во период од една година. Ваквиот предлог владата го одби. Мартин Арсов, Сител телевизија. Мега инвестиција најави премиерот, над милиарда во координација со помош на европска држава. 100 случаи на заболени од шуга од нова година само до сега. Мега инвестиција во инфраструктурата и во здравството со помош на европска држава најави денеска премиерот Мицковски. Очекувам добри вести за македонските граѓани во текот на месец април и мај. Очекувам многу добри вести. На еден, би рекол, меѓувладин договор, кој што би го потпишале со многу моќна европска земја, кој што ќе се мери во милиарди. Не во милиони, во милиарди. За проекти кои што се во инфраструктурата и во здравството. Сега за сега, но може тоа портфолио и да биде зголемено. Но очекувам ваков меѓувладин договор, ќе повторам, со многу моќна европска земја, кој што ќе значи повеќе од 10% од бруто домашниот производ. Кои проекти би биле во? Многу скоро ќе добиете и оваа информација, да почекаме да привршат преговорите, да се завршат
и тоа ќе биде исклучително позитивна вест и дополнителен пресврт. Да зборуваме зубави работи. Тоа е она кое што сакува вода секој ден да зборуваме зубави работи. Македонска компанија воведува иновативен начин за достава на пратки. Unbox Your Box, нова перспектива во доставата која ја представува следната генерација на логистички решенија за достава на пратки во Македонија. MyBox пакетоматите ќе бидат распоредени на над 120 места низ државата, за да може корисниците да ги подигнат своите пратки во време кога ним тоа им одговара. Со овие пакетомати бизнисите имаат можност да добијат поедноставен, поефикасен како и поекономичен начин на достава. Пакетоматите се автоматизирани самопослужни станици за подигнување и оставање на пратки. Тие представуваат иновативно решение кое возможува флексибилна, брза и безконтактна достава на пратки без потреба од директен контакт со курирот. MyBox е првата функционална мрежа на пакетомати во Македонија, создадена да обезбеди брза, сигурна и флексибилна достава за онлайн купувачите и бизнисите. Со пакетоматите целиот процес ќе биде дигитализиран, без непотребни чекори и компликации. Со ова доставата станува побрза, поедноставна и подостапна за сите. Повиците за испорака на пратката се во време кога сме и ние на работа и едноставно не ни одговара. Со пакетоматите тоа веќе го немате. Една година од сега сигурно MyBox ќе биде има потенцијал да стане значаен играч во трговијата и во доставата во Македонија. Во ера на голем пораст на онлайн купувањето и испораката се уште представува клучен момент што влијае врз искуството и задоволството на потрошувачите. Габриела Лескова, Сител телевизија. По тема на денот вечерва разговарав со Љузин Фаризи, политички аналитичар. Добро вечер. Добро вечер, добро најдов. Поздрав до гледачите. Започнете сега да прашам ова денешната одлука на Кривичниот суд за преименување на мерката притвор на собственикот на Пуцко Петрол е резултат на притисок на јавноста или? Па кога му одредеа куќен притвор, дури јас се изненадив. Јас се надевав дека притисокот што беше во последното време, особено од страна на владата која се повика на реформите, а особено целата јавност која е против таквите одлуки, односно начин на делување од страна на судството и јавното обвинителство, јас мислам дека тие се малце се почнат да дојдат на себе си, на реалноста на државата, односно да станат од страна на граѓаните и од страна на правда. Но кога него го ставија на домашен притвор, а замисли менаџерот го ставија у притвор, тоа јас мислам дека е сосема алогично. Но по притисокот од страна на граѓаните, а од страна и на премиерот, и на власта, ама имаше големи реакции од страна на граѓаните, особено после повикот на Христијан Мицковски синоќ дека ќе се соочува со граѓаните. Можда тоа е само една негова замисла, односно да им кажува дека граѓаните се против вас, но сепак денеската одлука мислам дека е исправено. Реално да ти кажам, јас се дури се чудев од начинот како тие одлучувале во првостепен, пошто многу е значајно да го анализираме кои биле условите за тој да биде на домашен притвор. Замислите, тој бил поврзан со државата, зарем ние другите граѓани не сме поврзани со државата, бидејќи сме граѓани на нашата држава, и дека му е злошена здравствената состојба. Па вчера, нели господин Никола, кога ми се јавивте на телефон, јас бев ептен, болен, но заради граѓаните да ми објасне овие ситуации, а дополнително и не ме плаќате за ова што идам тука, идам бесплатно заради интересот на граѓаните, особено како интелектуалец да ги давам моите ставови, а тој човекот си лапнал 167 милиони евра и се разболел и си отишол да си го чека правдата дома. Јас мислам дека тој за тие пари требаше самоволно да се пријавува и да оди во затвор, а не да прави сплетки во јавното обвинителство и во судството, да врши притисок со такви алогични аргументи за да избегне правдата. Јавноста ќе го следи овој случај секако, затоа што е прилично интересен, вмешани се голем
дел од луѓе од поранешната власт, но кога зборуваме за судството и најавите и идеите на власта за реформи на судскиот систем и сега на таргет е судскиот совет. Реално парламентот не е тој кој што ги бира членовите на судскиот совет. Власта инсистира на процедури за некакви интерпелации кои што се случија, оставки и сега ако зборуваме реално за можноста да дојдеме до начин за реформирање на судскиот систем, дали денешната изјава на премиерот во која вели дека ако не си поднесат оставки, ќе им се случи народ кој ќе се самоорганизира, не е притисок врз судскиот систем во негативен контекст? Има два можности. Првата можност е владата има 78 гласови. Јас мислам дека може со некој плюс минус некој глас во собранието да стигне до двотретинско мнозинство. Јас мислам дека треба да се направи царски ред таму. Буквално, јас секогаш моите ставови се да се направи генерален реизбор на судството. Втората можност, јас мислам дека треба да го ставиме тој предлог закон на референдум. И третата опција е тоа да се соочува со граѓаните. Но кога ќе се соочува со граѓаните, јас мислам дека ќе излезе целата ситуација од контрола, бидејќи мислам дека целото граѓанство тоа кој ќе се соберат пред судовите, јас не знам како тие судии ќе одат па после на работа, бидејќи ќе ги стават у континер како што се случило со политичарите во некои странски држави. Големиот парадокс да власт организира протести против судството. Но премиерот Христијан Мицковски зборуваше, може да се повикал на тоа, дека да не забораваме дека на 5 мај, особено граѓаните и април и во мај гласа особено за овие реформи. Бидејќи ВМРО-ДПМН победи особено на тоа што им вети на граѓаните дека ќе прави големи реформи и ќе се бори против криминалот и корупцијата. Само да не сакам да објаснам нешто друго што јас сакам да го кажам пред граѓаните, ако ми дозволите 2 минути. Државата се состои од 3 елементи: од државната власт, од народот и територијата. Ние во минатото имавме злостоничко здружување помеѓу владата, судството, криминалните организации, криминалните бизнисмени кои се гонуват Кој е минато? Против граѓаните. Кој е минато? И сега имаме нова власт. Владата се тргна на другата страна, се бори против криминалот, корупцијата. Сега се соединиле заедно судската власт, заедно со криминалците и се борат заедно против владата. Но јас мислам дека владата. Важно е да се дефинира кој е минато, пошто минатото тоа што беше од 2017, особено од 2020 до 2020. А тоа не значи дека во минатото немал инсталации овие 30 години. Имавме друга ситуација пред 2017 кога истите флоскули за реформи во судство, за раскинување на криминални мрежи меѓу судство, државна власт, зборуваше една друга политичка гарнитура која најавуваше отварање на судството како пупка, решавање на сите проблеми. Прашањето ми е повеќе во контекст дали тоа е модалитетот и начинот како ќе да се дојде до вистински правосуден систем. Или пак можеби треба да седнат политичките гарнитури од власт и опозицијата и да направат заеднички законски решенија кои што ќе овозможат на долг рок независно судство. Да, треба да имаме консензус, како што треба да имаме консензус за надворешната политика, особено кон Бугарија, треба да имаме и заеднички консензус во борбата за реформа во судството. Но изјавите последните од опозиција не делуваат на тоа дека сакат да прават измени особено во судството, бидејќи во последните 10 години неверојатно има запослено повеќе партиски војници, суди и јавни обвинители, така што и во минатото бидејќи и тоа ВМРО-ДПМН што беше пред 2016
па во последните избори повеќе имаше соработка, односно во тие 10 години од дел од нив што се збогатиле енормно, така што јас мислам дека битката што може да ја водат заедно е невозможно. Јас мислам дека владата има доволно пратеници во собранието и треба да притиска се повеќе, но во рамките на законот. Јас сум Злобниците можеби ќе рече дека ВМРО и СДСМ си ги имаат поделено во судскиот систем влијанијата, сега реформата на судството се сведува на наметнување на влијанието во судскиот систем на Влен, да речеме, кој што нас претендуи. Не верам. Само Влен нема инсталации во судскиот систем или има? Па зависи, биќе во минатото биле во ДУИ, така што некои се претумбале во Вленте сега, но сепак јас мислам дека има помалци ингеренции таму, односно партиски војници, бидејќи да се разбираме дека не сите во судство се луѓе кои сакаат да го злоупотребат службената положба, а јас мислам дека освен борбата против криминалот и корупцијата на високите функционери во минатото, јас мислам дека владата треба да размислува и да се бори против криминалот и корупцијата внатре во судството. Да поминеме на друга тема која што исто ќе биде интересна денови. На 20 март треба да има подготвителна седница на Уставниот суд и околу законот за јазиците. Значи минатата година имавме политички тензии наметнати околу прашање. Денеска претседателот на Уставниот суд вели да имаме иницијативи, неколку што да правиме со нив, мора да донесеме одлука. Колку според вас отварањето на тоа прашање во Уставниот суд ја наметнува темата околу нови политички етнички тензии во државата? Или премногу се преюдицира каква одлука ќе донесе Уставниот суд? Овие политички теми повеќе им иде на корист на ДУ и на Влен, бидејќи тие уште се замарат со минатото, 20 години, само за јазикот зборува, за знамето, за некои работи кои веќе се во изминатото. Овие иницијативи биле во Уставниот суд поднесени пред 5 години, пред 6 години. Истите судии биле во состав, истиот состав долго време го имаме. Јас мислам дека тоа е покренато и мислам дека одредени, не сите, но одредени судии таму кои што се политички поставени, јас мислам дека го имат кренато. Јас не сакам да се мешам во Уставниот суд, бидејќи како и да се тие одлуки, сепак судот е највисоката инстанца во државата која го брани уставноста и законитоста на државата. Така што дали може политички да делува тоа, не знаме како ќе биде одлуката. Лично вие сметате дека треба Уставниот суд да одлучува по тоа прашање? Знаеш зашто? Јас мислам дека една за секогаш Уставниот суд треба да ги отвори тие поднесоци, да дебатира, да ги отворли и еден за секогаш да се затворат тие отворени прашања кои повеќе прават политичка магла и немаме корист реално од тоа. Јас мислам дека најголемиот проблем на сите граѓани е економијата и социјалната. Добро, околу прашањата кои што се надевам дека сега и се постовите и нема да идат со шатори таму, да го чуват албанскиот јазик да не бега, бидејќи сега пошто се постовите и е свет месец, да не мислат дека ќе избегат да не го видат воопшто. Добро. Да ги премедуват дека избегала таму. Во тој контекст се наметна прашањето иронично, дали интересите на ДУИ се најважните интереси на албанците или? Тие таква представа се добива во знаете што? Тие веќе погласија една победа. Тие мислат дека тоа што се одлагаше дебатата околу закон за употреба на јазиците, тие го поставя како победа, но еден од нив заврши во црна листа. Така што, како и да е, ќе заврши дебатата, бидејќи сега не може да каже дека во оваа дебата ќе биде моноетничко, бидејќи таму се поканети професори, јас ги слушнав кои се и македонци, се албанци и мислам дека од сите нации може да се таму, така што тие што ќе дават нивни идеи, тие се познати професори, некои ги знам, некои ми беа лични имене професори, Мерси Максути, пример, беше мене професор, така што јас ги знам дел од тие професорите, се експерти и ќе видиме како ќе биде одлуката. Но било како и да биде одлуката, ДУИ ќе го употребава. Или за да се погласат како победници, дека ги победили институциите, или второто, ако се укинават некои дели од законот,
тие три членови што се проблематични, јас мислам дека тие ќе го користат после како алатка против влен во следите локални избори. Бидејќи друга алтернатива тие немат. Тие не нудат нешто ново на македонската политика, односно ништо некој конкретен проект што би бил на интерес на сите граѓани, без разлика на нацијата. Ме интересира од позиција на аналитичар поставеноста на новата американска администрација во поглед на регионот и улогата на албанскиот политички фактор во регионот. Некако многу самитивки албанците во регионот се позиционирали, фатирали простор и они поседнали простор кај Трамп или с оглед на тоа дека важат како фактор кој што е многу пријателски настроен кон Америка. Дали новата администрација така гледа на албанците на Балканот и овде во македонските албански политички партии се тивки во поглед на тоа или така ми се чини? Ние го градивме политиката на другарчиња. Мислиме дека ако има некој сме го запознаело по некој пат и дека тие не се вечни пријатели. Јас мислам дека вечните пријатели нема, има само вечни интереси. Надворешната политика на САД треба да се зема предвид дека е сменато во начинот на действувањето на новата администрација на Трамп. Не сме навикнати тие републиканци кои цело време или демократи кои имале една надворешна политика која малце разликуваше. Ова сосема нова политика, тоа е многу реално и бидејќи Трамп пред се ги брани интересите на Соединетите американски држави. Така што ние треба да го земеме како модел него и ние да ги браме тие нашите интереси економски, социјални и во надворешната политика. Јас мислам дека треба да го користиме тој потенцијал во моментот што го имаме, но не треба да се поврземе со индивидите. Ние треба да се поврземе со држава. Државата со држава треба да се поврза, не со индивиди. Замислите, Трамп може после 4 години да биде Елон Маск, председател на држава. Што ќе правиме? Ние сега треба да се тргнеме од САД и да се дружиме со некои други држави. Мислам дека политиката треба да е црни сценарии имате за Америка, мислам. Не, ти има црни сценарии. Јас не ги гледам така. Мислам дека Доналд Трамп се гледа да ја прави повторно Америка голема, така што пред се него го имат гласано граѓаните на САД и тој победи со една голема разлика и тоа треба да се почитува. Ние само треба да градиме добри политики со него, со целата администрација и да ги користиме се. Македонската политика во тој контекст ја поддржуват, претпоставувам. Да. Јас мислам дека моментално, барем како се ставовите на влада, дека имат подобра конекција со администрацијата на Трамп и тоа треба да е за поздрав за нас за следните 4 години да го користиме, за да ние да трнеме и на економски план и во процесот на интеграциите. Благодарам што бевте мој гостин. Благодарам и на вам и на вашите гледачи. Премиерот очекува министерот Лимани сепак да добие американска виза, за која беше одбиен, иако панелот на кој требаше да учествува во Обединетите нации веќе помина. Што ако министерот Фатмир Лимани наскоро добие американска виза? Премиерот очекува министерот за социјала сепак да добие дозвола за да може да отпатува во Соединетите американски држави, иако панелот во Обединетите нации на кој требаше да се обрати веќе се случи во вторникот. Сепак, премиерот не даде конкретен одговор дали одбивањето на Лимани за американска виза може да влијае на односите Скопје-Вашингтон, ниту дали побарал објаснување од министерот зошто е одбиен. Односите помеѓу администрацијата на председателот Трамп, помеѓу луѓето од администрацијата во американската амбасада тука и владата е на едно ултра високо ниво. И јас не би избрзувал со заклучоци поврзани со визата, да почекаме. Што ако добие наскоро? Тогаш што правиме? Тоа што ќе се случи?
Вчера американската амбасадорка во Македонија не сакаше да даде детали зошто Limani е одбиен за американска виза поради строгите закони за приватност во Соединетите американски држави. Рече дека причините му биле појаснети нему и побара објаснување да побараме од министерот. Limani најави дека дури во вторник на 18 март ќе излезе на пресконференција за да објасни зошто бил одбиен. Предходно, во кратка објава на Facebook рече дека причината била некаква услуга која тој ја завршил за првиот човек на Дуи и негов роднина Али Ахмети. Услугата била спротивна на правилата во меѓународното право. Опозицијските партии веќе побараа оставка од Limani, но и детално објаснување зошто е одбиен од американската амбасада во земјава. Даниел Василев, Сител телевизија. Дерматолозите најчесто лечат шуга, болест карактеристична за лоша хигиена и живот во субстандардни услови. Но регистрирани случаи има и во урбани средини. Само од почетокот на годината има 100 заболени пријавени во Институтот за јавно здравје. Само во февруари во Институтот за јавно здравје пријавени се 68 случаи со шуга, а од почетокот на годината има 100 заболени. Ова заразно заболување е меѓу најчестите во земјава. Речиси секојдневно во ординациите, пациенти со шуга имаат и дерматолозите во скопските поликлиники. Некогаш се работело за изолирани случаи, но имало и цели фамилии. За сите најкарактеристичен симптом било чешањето, посебно навечер. Од појава на чешањето, на првите симптоми на ноќен јадеж, да речем, посебно на топло, кога ќе си легнат, нели ќе се покријат на топло, баш на топло најмногу чеша. И до појава на првите кожни симптоми може некое време да измине. Недела, 2-3, така. Додека да почнат да се манифестираат првите кожни знаци кај пациентите. Прв е јадеж. За да некој се зарази со шуга, потребен е подолготраен контакт со веќе заболено лице или со контаминирани предмети. Нима сега да се поздравам со тебе па да фатам или ќе облечам краткотрајно блуза и одма ќе фатам. Значи, потребно е подолготраен контакт. И тоа најчесто се случува на гости, преспивање, нажалост, на места кај што нели се во болници условно не можеме да кажеме, меѓутоа се случува и на хотели, хостели, преспивање, значи како цела вечер да лежиш во некоја контаминирана, да речеме, постелнина, па така би можело да условно кажано да се заразиш. Според дерматологот Николовска Христова, третманот за шугата е едноставен со креми и лекови, но пациентите треба да се придржуваат на советите од лекарите и да ја подобрат хигиената. Дека последниот период има зголемување на бројот на случаи со шуга во Македонија, покажува и статистиката на ИЈАЗа. Лани имало 500 заразени, што е речиси за 50% повеќе од 10 годишниот просек. Александар Динев, Сител телевизија. Во Берово регистриран случај на сквернавање на гробиштата. Трајан Ристовски јаво. По пријава од граѓани, полицијата во Берово тргнала во истрага да провери дали на местото Црвени брегови, атар на Берово, на вистина лиценциран извршител на погребални услуги во општина Берово, на градежна депонија фрла и закопува остатоци од починати лица, извадени од градските гробишта. Веднаш по добиената пријава, во консултација со јавен обвинител и во содејство со работна машина багер, извршено е пребарување на посоченото место и на пошироката околина, но не биле пронајдени предмети кои потекнуваат од кривично дело. Туку биле пронајдени само остатоци од градежен шут и отпад. По дополнителни преземени мерки и по извршени разговори во полицијата, откриено е дека лиценцираниот извршител на погребални услуги во повеќе наврати вршел ископување на стари гробови и ги фрлал остатоците од починатите лица на друга локација. Подоцна по овластување на јавен обвинител бил извршен увид на гробиштата во село Смојмирово и на удолницата на јужната страна биле пронајдени 5 коски кои не лекуваат на коскиот човек. По целосно рачистување и документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. За Сител, Трајан Ристовски.